Ја отвараме темата во студио и разговараме со Катерина Ангеловска за тоа дали сме стари за дискотека. Добро утро, добро утро. Значи, темава е... Само ти ова можеш да го направиш. Признавам. Секоја ти чест. И ова што го видовме сега, навистина ја отсликува сликата која што се случува во нокиниот живот. Па да, и во овие години во кои што така ете се наоѓаме. Ти си помода од мене. Добре, јас сега за некој месец 40 полнам. Да. Така што ме погоди ова сега да кажам. Вака вели, во Токио едногласно се забранува лица над 39 години се забранува да посетуваат ноќни клубови. Зошто? Поради тоа што биле напорни, зборувале за своите проблеми, биле анксиозни. И јас сега си велам вака, јас се навраќам на времето кога нели сум излегувала по ноќни клубови така и па сега да имам толку време и да излегувам и да можам да се организирам, сигурно нема да зборувам за проблемите. Туку ќе сакам да се изнаиграм, да уживам, да се смеам. И се отвара прашањето дали оние кои што имаат повеќе време веројатно за ноќни клубови се стварно напорни над 40 години. Леле, ова е толку една интересна тема, искрена да бидам, затоа што знаеш како кога ќе кажат на повозрастните? Да, повозрастните. Значи јас веќе сум во повозрастните. Не уште повозрастните од нас, дури и од мене, кога ќе кажат се во свое време. И навистина е така се во свое време. Значи сме излегувале на времето многу, некој повеќе, некој помалку, како и да. Меѓутоа сега јас од оваа дистанца јас не можам толку ни да издржам да излезам и толку често да излегувам. Да, сакам да излезам, иако нема места каде што можеш да излезеш и да најдеш луѓе од моја возраст, а ја меѓу другото за некој месец полнам 51 година, така што не би одела со толку драстична мерка како во Кина, каде што се забранува излегување, затоа што јас верувам, воопшто не зборувам за мои проблеми. Никогаш. И се согласувам со тебе, моментот на уживање, на танцување, на поврзување, нели комуникација е тоа што мене ми недостасува и сакам да го искусам баш таа вечер. А јас да зборувам за моите проблеми, па ја ни дома не зборувам, што се вика за моите проблеми. Зборувам таму каде што треба да ги решавам проблемите. Да, апсолутно. Толку. Сега додека ние зборуваме, идат инсерти од еден серијал многу убав кој што се имитуваше на македонската телевизија, колешката Билјана Жеревска го правеше, беше еден серијал кој што токму за ноќниот живот во Скопје беше посветен и сега од онашто еве може да го погледнеме, тоа се моментите кога сме излегувале за да се смееме, за да танцуваме и буквално така да ја поминеме вечерта. Ме потсетуваат некои од овие инсерти на местата на кои што сме излегувале. Не забележуваме никаде телефони, па и не ги имаше тогаш. Добро, подоцна беа, па и тогаш кога ги имаше не беа. Сите танцуваат, види. Да, сите танцуваат. Таа беше таа атмосфера. Како го паметиш ти ноќниот живот во Скопје? Многу убав. Многу исто така. Да, многу убав и единствено, не единствено, него најмногу на кое што се сеќавам беше тоа што многу игравме и излегувавме, особено кога одевме во диско, излегувавме строго затоа што знаевме дека ќе играме. И точно се знаеше кој тип на музика ќе биде, немаше, нели, имаше места каде што се пуштаа различен тип на музика, меѓутоа оние места каде што ние сакавме да излегуваме, ги практикувавме и танцувавме, тоа беше она основното. Сега не може да се забележи тој тренд на танцување, не би можела да кажам. Еве јас имам внуци кои ја немаат тој тип на забава. Го нема тој ентузијазам, таа страст. Кога беа преполни дискотеките, убаво спомена дека сега не знам каде има поделеност и каде има дискотеки во кои што можеш буквално вака да си поминеш. Знаеш, ние сме социјални и поделеност, генерацијска поделеност. Да, и ние апсолутно. Значи, тогаш тоа е тоа што мислам дека недостасува. Во некои, него во другите друштва, во други земји, сакам да кажам, значи има клубови каде што одат помлади, каде што одат постари. Ке нас нема такви клубови. Може да имаше на времето. Имаше, да. Меѓутоа сега нема.
каде што може еден-два локала јас да се чувствувам комотна, каде што можам да сретнам луѓе од моја генерација и некои малку помлади, малку повозрасни од мене. Меѓутоа, секаде се млади. И нормално, тој јас и таа голема генерацијска разлика се чувствува, па и тие помладите не сакаат да се дружат со постарите, затоа што не сметат за досадни. За напорни. Напорни, да. Меѓутоа, сметам дека на Скопје, зборувам за Скопје, затоа што еве тука живееме. Ајде, зборуваме за Скопје, тука живееме, тука сме растеле. Клуб. Јас на вистина би сакала кога знам дека има клуб кој што ги задоволува моите критериуми, мојата возраст, мојот тип на музика што го слушам и така натаму, јас со задоволство ќе одам. Јас и сега излегувам, меѓутоа внимавам каде одам од тие причини за да бидам да почувствувам атмосферата, да не се чувствувам дека сум стара. Да. Да, токму да го постигнеш ефектот, да се релаксирам и да се наполнам со позитивна енергија. Затоа што Јована, ние сме социјални бити и на нас ни е потребна таа издувување, таа социализација и комуникација, и сакаме и ние да излезам, и јас сакам да танцувам. Ја мислам дека и на 70 години ќе сакам исто да танцувам. Тоа нема никаква врска со годините. Исто така и јас. Да. И мислам дека токму тоа го одржува тој млад дух, ако сега делиме работите на стари и млади. Дали мислиш дека токму ваквата драстична дискриминација, тука под наводници ќе го ставам ова, на тоа дека не треба да влегуваат луѓе над 40 години во некој ноќен клуб, дека токму па и тоа може да делува негативно во нивниот дел психолошки момент, дека веќе староста е дојдена и дека нема начин на кој што ќе го одржа тој млад дух. Кој го измисли тоа, прво и основно? Па еве. Нели? Некој го измислил. Еве има некаде далеку е. Далеку, ама си викам, Боже, да не дојде. Слушај, ова е добро што ние го немаме. Една од позитивните работи што кај нас не е забрането. Па тоа велам, чекај да превенираме додека да дојде, а далеку е. Далеку е. Но ова се согласувам, значи на нас ни треба оддишка. Не значи дека јас ако сум наполнила 40, 45, 50, 55, 60 години, дека не треба да се забавувам и дека животот ми заврши. Па апсолутно не. Да, јас имам други потреби, други приоритети. Можеби не можам секоја вечер да излегувам или да излегувам 2-3 пати во неделата, затоа што тоа ќе се одрази на мојот биолошки момент. Да, и на биоритмот кој што го живееме. Добро. Нема да можам да станам нареден ден, ќе ми биде тешко, ќе треба цел ден да го излежам и така натаму, значи да одболувам. Да не кажам боледувам, да, болувам. И во тој контекст, да, меѓутоа, јас да ми биде забрането движењето, ја тоа сметам дека апсолутно не е во ред. И не би се согласила со такво нешто. Дефинитивно. Кате, вие работите со клиенти, така ќе ги наречеме клиенти, кои што се во одредена возраст и кои што им е потребен еден, слободно можам да кажам, како потребна една насока од динамично живење, од предизвици животни, една насока на себе пронаоѓање, на вложување во себе, на психолошко надградување, на јакнење на душата, на духот, на буквално се што го чини едно битие. И кои се потребите на луѓето над 40 години? Може ли да ги генерализираме? Посебно за мажите, посебно за жените, не се исти потребите. Па, се разбира. Да. Ќе зборувам за жените затоа што моите клиенти се 99% жени и потребите се веќе доаѓа до израз оној внатрешен мир кој што сите го посакуваме. Да се стишат работите, да имаме можност, односно секоја жена да има можност на тихување, да може да се осаме, да се поврзе повторно со себе, нели од тој хаос секојдневен кој што се случува, активности, деца, фамилија и така натаму. Потребно е време за себе, е потребен внатрешен мир, тихување, себе вложување, така би се изразила, но не би кажала дека патување, но не би кажала дека на листата би се наоѓало и некој зборува за тоа дека сака да излегува и така натаму. Не. Еве вака сега прв пат го добивам ова прашање, кој ќе се навратам наназад не би кажал. Меѓутоа сметам дека и тоа е една одишка што на секој нас не е потребен. Можеби они не го споменале тоа како можеби понудата не во согласност со потребите. Да. Можеби и затоа. Ја споменавме генерацијската поделба на заедницата.
Како таа мислиш дека би се одразила на поединците и на благосостојбата? Во кој смисол? Ако се поделиме дека ние повозрастните заслужуваме поинакво место за нас, дека помладите заслужуваат друго место за нивната генерација. Како на времето ќе го споменеме Булевар, кој што беше култно место во Скопје и кој што ги правеше тие джуниор забави, кој што растевме и созревавме. Па толку беше поделено што потоа имаше и други како мини дискотеки кои што беа за над јуниор, па нели од сениор, сениор беа, сениор, па имаше ноќни клубови кои што беа за повозрастните. Ќе се почувствува тоа како благосостојба на секој поединечно ако се навратиме на добрите практики? Па да, зашто да не? Секој ќе си го знае своето место и нема да има мешање и нема да биде излегување и да кажам леле се беа деца, нели? Леле си го бара малиот. Да, си го бара малиот. Феноменална беше песнава што ја пуштивте претходно. Значи, тоа е во оваа песна е целата вистина на тој ноќен живот за кој што зборуваме. Затоа што и сладкаристика, не знам сега колку години има. Моја генерација со мене учеше. Да. И сега предпоставувам дека истото и они што ми ја има напишено оваа песна и они го чувствува. Го чувствуваме сите тоа. Така што во тој контекст ја би се согласила да има развојување. Точно да се знае каде можам јас да излезам. Сега, многу интересно е следново, затоа што го анализиравме тоа што се случува во ноќните клубови во Токио. Дали сметаш дека станува збор за бизнис стратегија за таргетирање на специфична публика? И тоа исто стои некаде. Па да, ама ако гледаме бизнис стратегија за ноќните клубови, да, бизнис стратегија, па сега последниве статистики се кажува дека многу е паднат прометот на конзумирање на алкохол, поготово од новиве генерации, затоа што они имаат други потреби. Нема да навлегуваме од тие нивни потреби, меѓутоа дека помалку се пие алкохол. Сега, ако гледаме од тој аспект, не знам колку е рангот на бизнис, нели, трансакција која што би била поволна за самите клубови. Се обидуваме да сватиме која е, која е стратегијата, што вели и од повеќе аспекти ја анализиравме. Сега, од аспект на психологијата, зошто одредени бизниси би чувствувале потреба да ограничат опсег на години на гостите? И тоа не можам да го разберам. Тоа е веќе... Гостителството би требало да е се отворено. Да. Не знам така, јас го доживувам. Да. Не е ова бизнис, колку што е психолошки момент. Пред неколку дена бевме на театарска представа со моите пријателки и после тоа отидовме во еден од градски места. Нема да кажувам каде, па уствари зошто да не кажам, во Мериот бевме. И тука ни беше блиску после театар, да седнеме само на една пијачка, да не биде задимено, нели да биде онака комотно, влегуваме внатре. Јас бев фрапирана, внатре беа се млади, ама кога зборувам млади, зборувам 18, 17, 19, 20 години. Тоа е за мене огромна. Не би ги доживеала своите години на 17-18 години. Значи, прво, јас не сум модела на такви места кога сум имала тие години. Второ, јас бев изненадена затоа што тоа е прилично скапо место. Сега не навлегувам дали родителите даваат пари, дали тие деца заработуваат, а не заработуваат. И сега, ние дојдовме на пијачка и ние не се чувствуваме комотно веќе во таа атмосфера, затоа што има премногу голема генерацијска разлика меѓу мене, меѓу нас, пријателките. На кој што ви доликува да бидете на таков простор? Да. Сепак ние можеме и да си платиме пијачка и да се напиеш и да седнеш и да се чувствуваш убав, амбиентот е прекрасен, ама таа на вистина голема разлика се чувствува. И затоа ми се допаѓа, ми се допаѓа кога има забрана, не би рекла, па забрана е тоа кога не се пуштаат деца или не се пуштаат повозрастни. Токму заради тоа. Па веќе ако можеш да забележиш на некои светски дестинации каде што е нели за одмор, значи летни дестинации има adult, нели за возрастни. Само за возрастни има хотели каде што нема ни деца, значи нема ни кучиња, нема ништо, значи има само возрастни лица. Токму поради тој мир, можеби кој што е потребен по одредена возраст, тука се отвори едно друго прашање. Децата
имаат друг тип на забава. Значи, само ние да се сетиме како се однесувавме пред само 20-30 години. Кои беа нашите потреби, како ние што сакавме да правиме, какви разговори имавме. Значи, навистина има голема разлика. И убаво ги спомена финансиите, ако се навратиме на годините, ние кога сме излегувале на тие години, имавме точно определено пари за една пијачка, за влез во дискотека кој што беше некоја сума од 100 динари, ако добро паметам, символично се плаќаше и остатокот беше да се организираме заедно неколку другарки да се вратиме дома. Да. Сега тоа не знам како изгледа. Тоа мислам дека сега е мисловна игранка и дека е нешто сосема поинаку. Ме испровоцира она што го велиш согласно годините. Многу сакам кога ќе слушнам и кога некој човек ќе каже да, тоа е согласно моите години, јас сакам да живеам согласно годините, не сакам да се тркам и да се бркам со годините, но во какво општество живееме сега? Дали согласно годините е општо мнение на популацијата или се бркаме со годините? Или имаме потреба да кажеме дека јас сум се уште млад, или се уште останува тоа жената не се прашува за годините, зошто? Мене од секогаш ми било тоа, не знам, непотребно. Нема потреба да. Баш убаво сакам да ги кажам. Трка со времето, ова многу убаво го кажа. Значи, јас на мои години, јас и сакам да си уживам. И целиот концепт на денешното живење направи премногу анксиозни и затоа имаме трка со времето, поготово ние жените. Зборувам за физички изглед, за тоа како јас ќе се вклопам во општество, односно во систем кој што бара да бидеме постојано млади и да бидеме постојано во склоп со она што се случува. Па јас на 20 години имав, на 30 години, на 40 јас сега имам 50 години. Ако јас почнам да се тркам со времето, односно да се тркам со тоа што ми го наметнува системот, ќе се изгубам себе си, ќе изгубам автентичност, ќе изгубам мојата моќ и мојата сила за да јас креирам и создавам и да бидам придонес во општеството во кое што живеам. И затоа согласно годините треба и да се однесуваме. Согласно, не да се однесуваме, како не е тоа да се однесувам согласно со годините. Потребно е да остане оној дух внатрешен, да остане она детето радознало, да малце и лудуваме во нашето, знаеш, да бидеме и среќни и радосни, да го имаме оној ентузијазам и оној почетнички детски жар за животот. Тоа е све во ред. Меѓутоа да не бидеме во трка со времето. Апропо ова што го зборувам и што сакам да го потенцирам, дека ние како жените сме малку притиснати да се секираме, ама баш да имаме грижи за тоа како изгледаме. Да не ни се забележуваат годините? Па да не ни се забележуваат годините. Јована, јас навистина сум размислувала. Да, јас толку сум зборувала за оваа тема и меѓу пријателки и јас како жена имав предизвици за да го прифатам тој тренд, а да не се изгубам себе си. Да се изборите со општеството. Да се избориш со општеството. Додека зборуваме, ќе ги замолам повторно колегите да ги вратат инсертите кои што ги гледавме и буквално прашањето директно ќе биде Кате до тебе како од ова? Да. Од ова и овие ликови кои што се среќни, насмеани, немаат на нив никаква потреба од корекција, туку си живеат со годините. Па порано никој не зборуваше на таа тема. Никој не зборуваше. Изгледа толку автентично. Искрено толку сум носталгична кон се ова што го гледам. И толку убаво како од ова стигнавме до борба на општеството сега и тој притисок. Да, и овие нови генерации, тоа е глобален проблем, тоа е глобална хистерија. Ама баш е хистерија, ова го кажувам со така жар, од токму тие причини, затоа што наместо ние да ја насочиме енергијата, да креираме, ние насочуваме енергијата да се коригираме физички, надворешно и да бидеме прифатени од општеството, да бидеме прифатени од системот. Па не значи дека кога јас направам корекција на моево лице дека ќе бидам прифатена. Не, токму таа автентичност, толку убаво кажа, сакам да ми се познаваат годините. И токму тоа што ми се што ми дозволувам да ми се познаваат годините, дозволувам јас да бидам таа која што сум. Па ја не можам да бидам друга. Не можам ја да имам 30 години. Не можам.
Јас имам 50 години, за некој месец ќе полнам 51 години и јас одлучувам да изгледам вака како што изгледам. И одлучувам да ги прифатам годините и тоа што ми ги носи годините на овој природен, автентичен начин. Се друго е само лага. Се друго е губење на себе си, според мен. Секој што сака нека прави, што сака, кој сака да се коригира, нека се коригира, меѓутоа, тоа е момент на внатрешна борба. И сметам дека повеќе треба да се насочиме кон внатрешно будење, него кон надворешно разубавување. Затоа што ние секако сме убави, а убавината е во автентичноста. Како внатре, така надвор. Не како надвор, така внатре. Да си живее здрава, Ката. Ти благодарам, комплетно се согласувам со тебе и посакувам задоволство и среќа да ги исполнува душите на сите оние кои што не гледаат. Се надевам дека ги задржавме со темата. Да, и токму тоа сега го гледавме на овие снимки. Тоа го гледавме. Тоа го гледавме. Да. И затоа сите се раздвижени. Никој не се секира, никој нема кој како ние се дотерувавме, сакавме да бидеме модерни, нели? Секој ја доба си носи нова своја мода. Меѓутоа, ова што сега го гледавме и ова сега што го гледаме, нема никаква врска со ништо. И затоа сме толку носталгични и ги баравме повторно да ги видиме тие снимки. Кате, благодарам. И стари сме за дискотека? Не. Не сме. Не сме, готово. Не сме, да. Со задоволство ќе одам во дискот. Да, особено доколку има и простор за моја генерација. Да, апсолутно се согласувам, да. Ти благодарам, посакувам да ти биде убав денот, благодарам што го започна со нас. Да, благодарам и јас на вас на поканата. И тука се одјавуваме, на крајот сме на денешното издание. Се надевам дека успеавме до самиот крај да го задржиме вашето внимание. Утре во 6:45 се разбира ве очекувам на фреквенцијата на Македонската радио телевизија.